Во Македонија со децении се бараат услуги од странски истражители во сите поголеми случаи од големо значење и интерес на државата. Почнувајќи од атентатот врз председателот Глигоров, авионската несреќа на председателот Трајковски, поплавите во Стајковци, шумските пожари летоска, па се до последната трагедија во Тетовската болница. Какви се досегашните наши искуства од оваа област, какви се ефектите од странската вклученост во домашните истраги, останува да видиме. Пораката е јасна. Македонија како млада држава и млада демократија со постојано барање за странска помош признава дека капацитетот е сепак ставен под прашање. И токму заради тоа, со децении се бори со висока корупција, партизираност, наместо ефикасност и систем според вредности, односно соодветни квалификации. Па видите, не е само за овие елементарни непогоди. Ние изгледа таква не судбината изминативе 30 години и кога имаме и други политички конфликти, да не кажам и некогаш и војни конфликти, да доаѓа странците да не мират, да странците да ни помагаат и така натака. Ова кажува дека ние се уште не сме кадарни да имаме вистински институции, односно дека институциите не се во функција на граѓаните. 30 години, за жал, со ставање на тие партиски кадри, особено на чело на институциите, градење на нови институции, како што имаме ЦУК, дирекција за заштита од пожари и така натака, тоа све партиски кадри се ставаат и дојдовме до ситуација, например, 3 години авионите да не ни се сервисирани, овие шпанските авиони. Професорот Давидковски фокусот го стави на партизираноста на институциите. Се дур вака се однесуваат политичките партии, односно оној кој што ќе добие власта со сите институции да управува по неговата ќев, а сите вработени во институциите, не кажувам обичните вработени, значи кадарот што е директор ли е, министер ли е или било кој, е во функција да ја остварува само владината програма, само политичката врхушка што е на власт да ја поддржува, а да не го работи она кој што е со закон му е предвидено во негова надлежност да ги извршува своите работи, се до тогаш ми ќе имаме вака катастрофални институции. Павле Трајанов е дециден. Во земјата стана навика да се користат услугите на истражителите на странските партнери кога државата треба да истражува случаи од големо значење. Па мислам дека тие прават некакви анализи, ги доставуваат, но досега јас колку што ги следам тие работи, немало некои посебни ефекти или конечно или конкретно насочување на истрагата за да се расчисти одреден настан. Но сигурно дека тие експертизи се добродојдени, бидејќи на тој начин и ние се стекнуваме со одредено експертно знаење, зборувам како држава, од развиените држави, но во принцип мислам дека треба да веруваме на домашни експерти, бидејќи не е само да се направи некаква анализа парцијално, треба да се доведе во контекстот на настанот, на случувањата, на обичаите, на средствата што може да се користат така натаму овде во нашето поднебе. Инаку главно е тоа што некои истраги во кои што се вклучуваат странски експерти, служат за покритие на одреден настан, за да се практично пренасочи истрагата. Например, за масновното прислушување имаше анализа од фирма од странство, од Израел, која што тврдеше дека прислушувањето е вршено преку некакви жолти комбиња, мобилни прислушни станици, што апсолутно не се покажа како точно, но дека прислушувањето е вршено од страна на Министерството за внатрешни работи. Така да во некои случаи можеби тие се ангажираат за да се пренасочи да се целата истрага и во суштина да не се дојде до релевантните факти и докази. Пожарот во Тетовската болница ја крена јавноста на нозе. Високи се очекувањата на јавноста. Странските истражители да одговорат на сите отворени прашања кои домашните институции очигледно не може да ги затворат или одговорат на нив. Критичките тонови се насочени кон македонските институции и сомнежите се однесуваат дека странските истражители би се користеле како алиби за евентуално покривање на пропустите и бегање на одговорноста. Едноставно,
не може вака да се продолжи повеќе, да толку политизирани институции, лепачи на плакати да бидат директори анонимуси кои што немаат појма од соодветната област. Тоа се стрикно, строго професионализирани институции кои што ние ги преземавме од западноевропските земји, ги ставивме во нашето законодавство, но за жал кога ќе ставите некој некадарен човек, некадарен за да ја води институцијата и од тоа што се бави институцијата како да го остварува. Тоа е причина. А бидејќи имаме смешни ситуации, вие знаете, може човек со физкултура да биде ставен на човечки ресурси или некој стоматолог да биде едноставно страшни работи ке нас. Која партијата кога ќе го даде, тој така и ќе работи. Он ќе се устоличи, тоа 4 години дур му е мандатот. Он само мисли како да ги удоволи интересите на владеачката партија, односно таа што го предложила и на владата, а не да води интерес за оноа што е формирана институција. Се до тогаш мислам дека ова по мене треба да биде уште една последна веќе опомена, да на вистина на овие институции да ставиме професионални луѓе, вистински луѓе. Јас цело време зборувам, дајте еднашка да земеме да направиме еден образовен ветинг, да ги испитаме, да ги анкетираме, да направиме едно истражување, оној кој за секој ниво, ако ги исполнува образовните, знаечките способности за да управува со таа управа или организација, да си остане на местото. Кој не, да земе да ја напушти. Вака имаме премногу вработена, огромна администрација, многу пари се од буџетот идат во администрацијата, скоро 45% за вработени во јавен сектор, а од друга страна ефектот е нула. Како обично странците ќе го кажат своето, они нема да лоцираат, они само ќе техничките аспекти ќе каже, на пример, имало варница, нешто струјата и така натака, понатака они не ни се надлежни, понатака треба нашите, дали јавно обвинителство или други надлежни органи за кривично гонење или барање за политичка одговорност, опозиција и така натака, треба да преземат. Извештајот ќе биде сигурно коректно и стручно напишан, но тоа ќе остане само слово на хартија. Ние пак ќе си продолжиме со старите носители на тие функции, пак еден јавашлук, пак една безидејност, без стручност, компетентност и понатака повторно до некоја, не де Боже, друга несреќа. На слична линија со професорот Давидковски размислува и парламентарецот Павле Трајанов. Мислам дека многу тешко. Карактеристика на сите пожари, бидејќи голем дел од трагедите се уништуваат. Многу тешко може да дојде до релевантни факти, докази кои ќе послушат за разјаснување или утврдување причините за пожарот. Има повеќе теории, тези, има дури конспирации, заговори дека после така натаму, но мислам дека ќе остане енигма, но во секој случај главно е недопирливоста на директорите, нивната неодговорност, непочитување на законите, правилата, протоколите и тогаш настануваат вакви случаи. Јас да подсетам бродот што потона во Охрид, резултат на несоодветни технички контроли. Натаму автобуската несреќа кај Ласкарци, каде што исто така е човечкиот фактор, несоодветна контрола на или не знам преглед на возилата. Но има и други такви настани каде што главна причина е човечкиот фактор и сега тие се развлекуваат и така натаму да падне критиката, острицата на тие што критикуваат, што отворено зборуваат, за покасно сето тоа да се заборави. Во овој случај очекувам докаде да се расчистат и ако успее да се расчистат, одговорноста сепак треба да биде конкретизирана. Значи политичките водства на сите партии, вклучително и на ДУИ, тие носат политичка одговорност. Дури треба да се види каква е командната одговорност за кадрите што ги поставуваат, да бидат недопирливи, неодговорни и така натаму. Мислам дека во таа насока треба да се отвори една поширока расправа како и на кој начин постапуваат партиските кадри. Дали ги почитуваат законите, правилата, стандардите или пак се недопирливи, бидејќи тие се заштитени од водството на политичките партии. Македонија како најнова членка на НАТО
Несомнено ја има и подкрепата на сојузниците во истрагите од висок профил. Странските истражители најчесто и доаѓаат на помош на земјата во моменти кога државата не поседува соодветни познавања и технологии да истражи специфични процеси или во време кога одреден настан се случува надвор од низините граници. Но во македонскиот случај се покажуваат слабости кои очигледно се признаваат и од нив зависи судбината на функционалноста на демократијата. Госпоѓа Атанасовска, вие работите во дирекцијата за заштита и спасување. Како вели на вашата службена страница интернет, ги ангажирате сите тимови за заштита и спасување од пожари. Сепак во случајот со Тетово, со горењето на ковид болницата, имаше потреба од странска експертиза. Може ли да објасните зошто? Точно јас работам во дирекцијата за заштита и спасување и конкретно околу случајот со горењето на модуларната болница, како впрочем и во случаите со другите пожари кои што неодамна ни се случија на нашата територија. Странска експертиза била побарана веројатно поради лимитирани ресурси кои што во моментов ги немаме на располагање. Што значи тоа? Какви ресурси немате на располагање? Дирекцијата за заштита и спасување не надлежна е за справување со шумски пожари, немаме надлежности во справувањето со урбани пожари, како што беше случајот со модуларната болница. Нашите ресурси, како персонални, така и материјални, се лимитирани во смисла дека не можеме во исто време да излеземе во пресред на повеќе пожари кои што се појавија истовремено. Велите дека сте исклучиво за шумски пожари. Да. Зошто тоа не е потенцирано на вашата веб страница и воопшто вашето име на институцијата е Дирекција за заштита и спасување? И вели дека ги ангажирате сите тимови за заштита и спасување од пожари, не велите од шумски пожари. Значи, нашите тимови за заштита и спасување се во главном составени од вработените од Дирекцијата за заштита и спасување, меѓутоа имаме и надворешни членови, здруженија на граѓани и слично кои што имаат искуство и со кои што ние склучуваме договори. Значи дека не работите со други видови на пожари, исклучиво шумски пожари ми рековте. Зошто тоа не е потенцирано на вашата веб страница и воопшто зошто не е потенцирано и во името на институцијата? Значи, урбаните пожари се во надлежност на територијалните противпожарни единици, кои што, како што знаеме, се наоѓаат на локално ниво, односно дисперзирани се од централно на локално ниво, иако тие се составен дел од нашите републички сили. Меѓутоа, во случај на урбани пожари, дирекцијата нема надлежности и не располага со такви тимови, кои што се обучени и истручени да се справуваат со урбаните пожари. Заради тоа, всушност, ви беше потребна странска експертиза? Конкретно околу пожарот во Тетовската модуларна болница, јас не знам каква помош и преку кои механизми е побарана. Единствено што знаме тоа што прочитав по медиумите дека е побарана помош во смисла на екипа за форензички истражувања и не знам дали е таа пристигната. Дирекцијата за заштита и спасување беше ангажирана согласно нашиот закон со секторот за генерален инспектор кој што имаат надлежности во спроведување на постапката за утврдување на причините за појавата на пожарот. Зошто воопшто така се вика тогаш Дирекција за заштита и спасување? Дирекцијата за заштита и спасување има надлежности во справување со природни непогоди и други несреќи, меѓу кои спаѓаат и пожарите. Меѓутоа, урбаните пожари не се во наша надлежност, бидејќи не поседуваме такви екипи. Но затоа метате ли дека треба да поседувате такви екипи? Па, со обзир на фактот дека територијалните противпожарни единици на некој начин се и дел од нашите републички сили, ние сметаме дека има институции кои што може да се справат со таа непогода. Не се справија во случајов. Добро. Тоа сепак е прашање кое не би требало да го поставите кон Дирекцијата за заштита и спасување. Добро, значи, заради тоа што немате вие ресурси, нам ни се потребни странски експерти. Во случајов со Тетовската ковид болница модуларна, немате информации зашто биле точно потребни странските експерти.
Да, јас не сум слушнала дека се барани странски експерти во смисол на справување со пожарот како ме погода, туку со истрагата. Да. Не смитате ли дека е потребно и со справување од пожари да има странски експерти во Македонија со оглед на тоа што очигледно дека македонските не се обучени? За жал, таков пример имавме со пожарите неодамна што се појавија во Мелешевскиот регион, зборуваме значи за шумските пожари, меѓутоа тоа се случувало и во претходни ситуации, например 2017 година исто така беше година со голем број на шумски пожари и тогаш исто се побара странска помош. Конкретно Вие сега се справувате, се извинувам, вие се справувате и со поплави. Онаа поплава во Стајковци кога загина многу луѓе. 22 луѓе загина во поплавата во Стајковци. Вие со тоа се справувате. Може ли да ми кажете, во тој случај исто така побаравте експертска помош? Од каков вид? Односно проценка која што се врши, се носи одлука на ниво на влада дали да се побара помош и во кој вид помош фактички. Ајде за околу поплавите да бидеме прецизни. Околу поплавите во 2016 година, значи се активираше механизмот за цивилна заштита и беше пристигнат експертски тим од Европската унија кој што изврши проценка на потребите после катастрофата. Се изготви еден документ кој што се вика Post Disaster Needs Assessment, кој што се уште во некоја си драфт верзија, бидејќи не е усвоен од владата од за мене непознати причини, а истото се направи во 2015 година кога имаше поплави во Тетовскиот регион. Се извинувам, господја Атанасовска, велите дека документот не го усвоила владата. Да, не е официализиран. Не е официализиран, велите документот преку влада и не знаете зошто. Не. Сте прашале? Да, меѓутоа и не сум добила одговор. Други видови на помош сте барале постојано, така? Сега конкретно 2001 се бараше помош и преку НАТО Центарот за координација на одговор при катастрофи и преку механизмот за цивилна заштита. Во главном тоа што се побари се доби, се бара значи копнени сили за гасење пожари, се бара воздухоплови, а исто така се доби и донација во помош за потребите на тимовите на дирекцијата како што се противпожарни метли, моторни пили. Оваа држава ништо од тоа нема. Па има, меѓутоа недоволно, а секако дека треба да има. И тоа е нешто што се повторува, значи во континуитетот, што 2007 година кога првпат го активиравме механизмот, кога фактички не ни бевме членка, меѓутоа ги искористивме бенефитите, односно придобивките на механизмот и континуирано можам слободно да тврдам и најодговорно дека ни се повторуваат истите грешки, не правиме анализи, не учиме лекции, не ги утврдуваме најдобрите практики и затоа се соочуваме со ваква состојба постојано да бараме помош и да се ослонуваме на донации, што секако не е за пофалба кога зборуваме за еден стабилен систем за заштита и спасување. Дали сте барале лично од владата вакви типови на ресурси кои сега ги наброивте? Ние не треба да бараме од владата, туку треба во своите планови да си го предвидиме тоа и да си предвидиме буџет со кој што ќе си купиме опрема, онолку колку што можеме, па и кога би барале нешто, да биде како дополнено на тоа што го имаме. Меѓутоа да бараме постојано еднисти работи кои што представуваат некоја си елементарна опрема која тимовите мора да ја поседуваат, а таа или застарена, или оштетена, или ја немаме, сметам дека е нешто што треба да го елиминираме сосема од начинот на планирање. Господја Атанасовска, што се однесува до пожарите во Македонија ова лето, како реагираа странските експерти? Дали имаме воопшто координација? Значи, прво морам да кажам дека веднаш штом го активиравме механизмот, односно кога го поднесовме барањето за потреба од копнени сили, односно тимови кои гасат пожари на копно, одговорот беше многу брз и луѓето за многу краток рок се распоредија во Марешевскиот регион. Според нивните информација и според нашите сознанија нормално од теренот, луѓето беа презадоволни од координацијата на локално ниво, со локалната самоуправа, со територијалните противпожарни единиците на национални шуми, значи дека се беспрекорно функционирало. Меѓутоа најголемата нивна забелешка, односно слабост која што тие утврдиле, а која што и јас лично ја споделувам, а сметам дека и моите колеги експерти тоа ги го кажат, е токму недостигот на координација на национално ниво, односно тие едноставно не знаеа кој е тој што координира на национално ниво. Се појавуваат представници од Центарот за управување со кризи, се појавуваат од Дирекцијата за заштита и спасување,
Така да тука настанувала некоја конфузија, нешто што нас за жал не се повторува и во другите ситуации. Значи сме имали таков случај на недостиг на координација или да речем на некој начин непознавање на надлежностите на институциите или несподелување на информациите, што доведува до една импресија дека се случува ад хок без спроведување на процедурите кои што сите ги имаме и сите меѓу себе си треба да се ги познаваме. Значи тоа е една слабост која што сме утврдили, меѓутоа не сме работеле на учење на лекциите, не сме ги надминали тие слабости за да може понатаму во иднина многу подобро да се справуваме со овие природни непогоди, да не ги повторуваме грешките. Ви благодарам многу. Исто така. Тања, колку Белгија се справува со кризи, на кој начин всушност? Дали се подпира на сопствените капацитети или пак користи надворешни ресурси, надворешни извори, помош надворешна од странски држави се разбира, онака како што тоа го прави Македонија? Добро, сега не може да се каже дека исто како Македонија, бидејќи не е Белгија, Македонија, нити економски, нити политички, секако дека има доволно ресурси и капацитети да се справи генерално сама со кризите, меѓутоа, например, смета на Европската Унија. Смета на ресурсите што ги нуди, например, во случај на природни катастрофи. Да кажеме, може да смета во секое време на цивилниот механизам за заштита на Европската Унија, што и Македонија го користи, впрочем. Така што не е дека земјите на ЕУ се сами прават, и тоа исто не е точно. Меѓутоа има повеќе капацитет, еве видовме сега со поплавите што се случија во јули, каде што загина 50 на луѓе. Мислам, штетата, материјалната штета, инфраструктурната штета е огромна и еве владата на Валонија, каде што се случија поплавите, најави дека ќе ги помогне со до 3 милиарди евра, значи ќе издвои за санирање на штетите и обештетување на жртвите. Тоа подразбира дека од Европската Унија се тие фондови, не се од одредени земји, како например со пожарите во Македонија се бараше помош од држави. Не, значи во случајот на поплавите во Белгија се сопствени ресурси белгиски, значи си има ставка во буџетот Белгија секогаш, и како што треба секоја држава да има, за случај на катастрофи треба да има пари на страна, нели, ставено во случај на било какви итни настани, дали се тоа природни или човечки катастрофи, не знам, атентати, терористички, така натаму. Така што ова се сопствени ресурси, меѓутоа можеше да смета на помошта на Европската Унија во моментот на поплавите, да им помогнат со спасување на лице место, например. Во случајот или во случај на корона кризата, например, исто така, сите земји на ЕУ можеа да сметат и на помошта на Европската Унија, кога беше она најгустото на почетокот, кога почна кризата. Лани помогнаа земјите од Европската Унија со маски, со опрема и така натаму, и НАТО исто така помага, така што има солидарноста во срцето на вредностите на Европската Унија, не е дека секоја земја сама за себе работи, меѓутоа си предвидува секогаш доволно за да може да ги покрие штетите во случај на нешто неочекувано и непланирано. Добро, ти благодарам многу, Тања.